Земјоделските активности влегуваат во период на вегетација, а растенијата се подготвуваат за ниските температури во наредните 3 до 4 месеци. Токму ова е причината земјоделците навреме да ги заштитат растенијата и земјоделските култури. Она што е значајно за повеќегодишните насади е да се влезе во нив и да се забележат кои од растенијата веќе појавиле знаци на заболување кои што имаат карактер да го загрозат опстанокот на целиот насад. Тука пред се мислам на лозовите насади, на индивидуалните или групни стебла од кајсии, каде што најчесто се јавуваат таков вид на заболување. Се разбира, не треба се исклучат и насадите од јаболко и круша доколку ги има, бидејќи дел од болестите сега може добро да се забележат и да се маркираат или да се обележат тие стебла кои во наредниот временски период кога веќе нема толку работа треба да се отстранат во целост, да се запалат и да не се остават никакви растителни остатоци во насадите, бидејќи да не забораваме дека патогените презимуваат на такви растенија и веќе со тргнувањето на пролетта ќе ги остварат сите примерни зарази кои што можат да доведат до проблеми во заштитата во наредната производна година. Агрономот Златковски со совет до земјоделците кои имаат и проблеми со сопственото производство, особено за оние кои сакаат да направат измени во сеидбената структура. Полека да почнат да размислуваат за измена на сеидбената структура, бидејќи доколку и натаму обстојуваат на истото, а пазарните услови укажуваат во долга низа на години дека бележат загуби од нив, време е да почнат да размислуваат за некои други култури кои што треба да ги засноват на сопствените површини, а за кои што има услови за одгледување. Кои се тие култури кои што може да дојдат во предвид за замена, ќе оставам на другите колеги кои што се занимаваат со оваа дејност, кои што дури организираат и откуп за такви материјали и производства, да им се обратат на нив за да се информираат за начинот на производство, за расад, за семе